Европската унија им одбила влез на повеќе од 27.000 патници на своите надворешни граници од воведувањето на новиот систем за влез-излез, кој од неодамна е целосно оперативен, соопшти Европската комисија. Од неговото лансирање во октомври минатата година, досега се регистрирани над 52 милиони гранични премини. Според податоците, околу 700 лица од одбиените биле идентификувани како потенцијална безбедносна закана. Системот се применува на надворешните граници на 29 земји, вклучително и членките на Шенген зоната. За краткорочен престој, патниците кои не се државјани на Европската унија се должни да скенираат пасош, да дадат отпечатоци од прсти и фотографија кои се дигитално складирани. И покрај почетните стравувања од задржување, просечното време за обработка изнесува околу 70 секунди по патник. Воведувањето на ЕС системот е дел од пошироката стратегија за дигитализација на европските граници и зајакнување на безбедноста и контролата на миграцијските текови.